професионално гледајќи ги објекти, гледајќи ги рушевините, на она као последица на земјотресот, еден професионален предизвик зашто се случило тоа, како се случило, кои се разлози и што е тоа што треба да се направи во иднина. Дали мораше да има толкова, се извинувам што прекинувам, дали мораше да има толкави последици, дали мораше да се урнат толку многу објекти, слушнавме ние одредена бројка. Сигурно дека тоа е управо ради тоа што пред тоа немала никакви норми и никакви критериуми за градење во однос на она што значи заштита од земјотресно инженерство и постојано. Чисто ради една илустрација, пример. Ние сме прва земја во Европа, душе во тоа време едино тогашен Совиетски сојуз имаше прописи за земјотресно инженерство. Со Скопскиот земјотрес не се менува само Скопје, се менува и целосно она, како што реков и на самиот почеток, влијание низ цела Европа со успоставување на норми за градење и заштита на људски животи преко прописи, одредени норми и она што значи долгорочно заштита, земејќи во предвид потенцијални можности. Ние живееме во земјотресно подручје, земјотреси кои што се случувале и ќе се случуваат. Така да мораме да водиме сметка и да се заштитиме онака како што тоа и треба.